Во текот на 2005 година, поточно од 1.7.2005 година, територијалната противпожарна единица со акт за превземање од Министерството за внатрешни работи премина во надлежност на локалната самоуправа со целокупниот имот, со сите вработени и со сите надлежности кои што ги имаше во Министерството за внатрешни работи. Моментално во територијалната противпожарна единица вработени се 34 пожарникари, кои се распоредени во 4 смени и кои што работат 24 часовно со 24 часовно дежурство 7 дена во неделата. Територијалната противпожарна единица од Прилеп ги покрива териториите на општина Прилеп со површина од 1195 км квадратни, 59 населени места и 76.000 жители. Општина Кривогаштани со површина од 97 км квадратни со 12 населени места, 6100 жители и општина Долмени со површина од 430 км квадратни со 37 населени места и 13.800 жители. Или вкупна површина која што ја покрива територијалната противпожарна единица од Прилеп изнесува 1722 км квадратни со 108 населени места и вкупно 96.700 жители. Моментално ова е најголемата територија во цела Македонија која што ја покрива нашата единица. Според статистичките податоци што се водат во територијалната противпожарна единица, може да се види дека во текот на една година во нашата единица се примаат од 450 до 550 пријави за настанати пожари и други непогоди. Само како показател би ја зеле последната 2016 година, кога во нашата единица се примени 490 пријави за настанати пожари и други непогоди, од кои би сакал да ги класифицирам се 197 пријави за настанати пожари на објекти со вкупно материјална штета од 7.555.000 денари, 141 пријава се за пожари на отворен простор, односно шумски површини, земјоделски површини со вкупна површина од 237 хектари, 28 пријави се за пожари на сообраќајни средства, патнички возила, товарни возила и земјоделски машини, 44 пријави се за технички интервенции, во овие спаѓаат спасување на лица од сообраќајни незгоди, спасување на лица од височини, вадење од длабочини и така натаму. 40 пријави имаме за други интервенции, разни обезбедувања на културни, спортски настани, потоа носење на вода до места каде што има потреба, населени места во околината каде што има дефеци и така натаму. И 39 пријави се останати, тука се интервенции во соседни општини и лажни пријави. Од овие бројки, значи од 450 до 550 пријави во текот на една година може да се види колкава е ангажираноста на нашата единица и дека покрај основната цел гасењето на пожарите како на објекти и на отворени простори, територијалната противпожарна единица извршува и други задачи, како што се техничките интервенции, кои што од година во година се со поголем број. Овие бројки исто така варираат според тоа во зависност од временските прилики. Уште од првите моменти, кога поминавме под локалната самоуправа, нашата единица беше целосно прифатена од страна на сите служби во локалната самоуправа, градоначалникот и продолживме со едно нормално и тековно работење на нашата единица. Во периодот од 2006 до 2008 година, во нашата единица, а со голема поддршка нормално од локалната самоуправа и градоначалникот, потпишани беа меморандуми за соработка со разни странски невладини организации од областа на противпожарната заштита, од кои би напоменал две. Едната е операција Флориан од Англија и Working Together од Франција,
со кои што имавме и една плодна, добра соработка во областа на обуките на нашите вработени. Како реализирани проекти од страна на територијалната, од страна на операција Флоријан и према територијалната противпожарна единица се обуките за спасување на лица од сообраќајни незгоди, голем број на показни вежби, теоретска и практична настава. Исто така реализирани беа обуки од страна на француската организација Working Together во делот на гасењето на пожари на отворен простор, каде што имавме обука на носење од ниски предели до на највисоките места во планините со едно каскадно носење на вода за гасење на пожарите со вода. И од нивна страна исто така имаме обука во делот на теренското возење, обука на нашите возачи во делот на теренското возење, односно лошите терени. Во текот на обуките од страна на овие организации добиени се и донации во одредена опрема која што во целост и денеска ја користиме, поточно хидроулични ножици за спасување на лица во сообраќајни незгоди, воздушни перничина за подигање на терет и комплет дишни апарати со вкупна вредност од околу 15.000 евра. Во текот на 2009 и 2010 година од страна на Владата на Република Македонија во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување и локалната самоуправа, нашата единица доби 2 нови навални противпожарни возила со целокупната опрема, со што во голем дел го подобривме и начинот на делување и работата на самата единица во дадените услови. Овие возила се опремени со средства за гасење, како и средства за технички интервенции и нивната вредност е совкупно за двете возила околу 350.000 евра. Значи, возилата се добиени 2009 и 2010 година, со што во голем дел го подмладивме, така да речам, возниот парк на нашата единица. Територијалната противпожарна единица од Прилеп е една од најголемите и најефикасни противпожарни единици на ниво на Република Македонија. Прилепските пожарникари постојано се надоградуваат со нови обуки, како и примена на нови методи и средства за поефикасно гаснење на пожари. Резултатот од тоа е големиот број на ефикасно спроведени акции и затоа слободно можам да кажам дека противпожарната единица од Прилеп е гордост на сите прилепчани, на општина Прилеп и на целиот овој регион. Во 2013 година, од страна на локалната самоуправа, а во соработка со противпожарната единица, се реализираа проекти за нов противпожарен дом со новоуредени, преадаптирани простори за престој работа, а исто така и градежен простор каде што се сместени сите возила, инвестиција вредна околу 15 милиони денари или околу 250.000 евра издвоени од буџетот на локалната самоуправа. Во 2014 година реализиран е проектот за прекогранична соработка со Пелагонискиот плански регион и Република Грција за опремување на вработените со заштитна облека, како шлемови, чизми, ракавици, јакни и панталони, како и голем број на хидранти, кои што во соработка со јавното претпријатие Водовод и канализација беа поставени низ градското подрачје и во сите населени места во општина Прилеп, каде што имаше услови за постоење на водоводна мрежа. За ова намена беа вложени цели 60.000 евра. Исто така се реализираше проектот за набавка на нови јоги душеци и шкафчина за секој вработен, инвестиција вредна околу 2.000 евра. Во 2015 и 2016 година изготвен и реализиран проектот за нова канализациона мрежа во објектот на противпожарниот дом, како и проект за бетонирање на гаражниот простор. Овој проект е во завршна фаза. Или, со се она што го спомна господинот Колески, сите овие инвестиции кои јас ги напоменав, вкупно за градежни активности и набавка на опрема во противпожарната единица Прилеп
во изминатиот период беа инвестирани над 700.000 евра, најголеми инвестиции последните децении во противпожарната заштита на територијата на општина Прилеп. Меѓутоа, тука нема да запреме, имаме и идни планирани проекти. Во наредниот период се планира да се реализираат следните проекти со кои што ќе зголемат ефикасноста на оваа единица. Набавка на 3 нови теренски возила, камионети со надградба. Тоа ќе биде набавено во текот на 2017 и дел во 2018 година. Ова инвестиција се планира да чини околу 60.000 евра, средства кои ќе бидат обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Второ, асфалтирање на платото дворот пред противпожарниот дом во текот на 2017 година, средства исто така обезбедени од буџетот на локалната самоуправа од комуналната програма. Трето, се планира изработка на ново сообраќајно решение на влезот и излезот во и од противпожарниот дом, исто така во ова текот на 2017 година. Централно грејење во просторите и градежниот простор на противпожарниот дом во наредниот 4 годишен период и тука ќе бидат дел од средствата обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Набавка на возило од донација во текот на 2017 година. Ќе имаме барем едно донирано возило, преговорите се во тек и во завршна фаза и тоа ќе биде реализирано во текот на оваа 2017 година. Во текот на оваа година во план е и набавка на канцелариски мебел и компјутерска опрема, со што ќе прерасне и однатре во еден современ и модерен објект противпожарниот дом. Исто така ќе продолжи обуката на вработените за гасење пожари во делот на повеќе катници, пожари на возила и гаснење на пожари на отворен простор, период за реализација од 2017 до 2020 година во програмата нова противпожарна единица, или тоа е поддржано со операцијата Флориан од Англија и Working Together од Франција. Исто така ќе бидат поставени сончеви колектори во наредниот период кои би произведувале електрична енергија за потребите на противпожарната единица. Би се постигнала енергетска ефикасност во иднина и намалување на трошоците на самиот објект. Исто така ќе има бушење на нови бунари во близина на самиот објект на самиот дом на противпожарната единица, кој што бунари ќе дава технолошка вода за потребите на противпожарната единица, со што исто така би се намалили и трошоците на истата. И во иднина ќе продолжи континуирана соработка на противпожарната единица од Прилеп со армијата на Република Македонија, јавните претпријатија и големиот број на приватни компании кои помагаат околу големиот број на интервенции во текот на годината.